Почитувани, добар ден! Ги следите вестите на Канал 8. Пожарот што во текот на вчерашниот ден избувна меѓу населените места Видовиште и Теранци во општина Зрновци не е целосно изгаснат, но е ставен под контрола. Пожарникарите се уште се борат да го локализираат пожарот што зафати 300 хектари на кои изгоре дабова и букова шума. Со надчовечки напори на пожарникарите од Кочанската територијална противпожарна единица, на вработените од шумското стопанство Согово, екипи од комуналното јавно предпријатие Водна кула и на жители од општина Зрновци, како и на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. По 20 часовна битка со огнената стихија, пожарот во општина Зрновци, што избувна вчера во раните утрински часови, е ставен под контрола, но не е целосно изгаснат, информираат од Дирекцијата за заштита и спасување подрачно деление Кочани. Според правичните проценки, во пожарот е зафатена нискостеблеста шума од смрека, како и борова и дабова шума на површина од околу 300 хектари. Он е локализиран, меѓутоа уште е активен. Ако не беше локализиран и ставен под контрола, можеше да земе од поголеми размери, да оде во индустријска шума, према даб, бука да зафане, дури веќе во погодните места од планината може да настани повеќе бела, веќе одеме у непристапен терен и тогаш ќе беа потребни и да реагираме како Дирекција за заштита и спасување со воздухопловите. Сега во моментот пожарот е локализиран и ми се чини дека во наскоро време ќе биде и изгасен. Пожарот избувна вчера по околу 7 часот во местноста Трнавца, меѓу населените места Видовиште и Теранци во општина Зрновци. Заради ветерот брзо се прошири во подножјето на Плачковица, но е ставен под контрола околу 19 часот. Според кажувањата на очевидци кои први го забележале пожарот во местноста Трнавца, кај каналот за наводнување меѓу селата Видовиште и Теранци, се работи за пожар предизвикан од невнимание на човечки фактор. Затоа, раководителот на дирекцијата во Кочани Николов упати јавен повик до сите граѓани од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево да се воздржат од палење оган на отворено и доколку забележат да го известат Центарот за управување со кризи или полициската станица Кочани. Исфрлањето на електронскиот отпад во Кочани се уште е проблем за граѓаните, бидејќи законските прописи определуваат дека тој не смее да се меша со другиот комунален отпад. Поради тоа локалната самоуправа во соработка со КЈП Водовод ќе организира собирање на неупотребливи електронски уреди, отпаден мебел и покуќнина. Иако уште пред 2,5 години се најавуваше дека комуналното предпријатие Водовод е подготвено за прибирање на електронскиот отпад од домаќинствата во општината, ваквата постапка во практика се реализираше многу ретко. Законската обврска, чија примена започна во јануари 2014-та, ги задолжува предпријатијата што се грижат за комуналната хигиена да определат место на кое граѓаните ќе ги исфрлаат неупотребливите електронски уреди, старите батерии и останатите делови од покуќнина во своите домови. Со Законот за управување со отпадот, рамковниот закон за управување со отпад, прецизно децидно е кажано дека овој тип на отпад не смее да се отстранува како комунален отпад. Граѓаните треба да го селектираат и посебно да се ослободуваат од него. Дали на локалниот отпад кој што се наоѓа во близина ќе го однесат или ќе го дадат на неформалните собирачи или ќе се обратат едноставно до општината, затоа што обврски на општината се да ги постават овие собирни центри, за да можат граѓаните бесплатно да се ослободат од ваквиот тип на отпад. Спроведувајќи ги своите законски обврски, општина Кочани ги известува граѓаните дека во соработка со комуналното предпријатие Водовод на 24 и 25 август ќе организира акција со која на однапред определени места ќе може да се остави отпадна бела техника, стар мебел и слични предмети од покуќнина со поголема зафатнина. Според известувањето од комуналното предпријатие, ваквиот отпад ќе може да се остави во споменатите денови во близина на контејнерите кај спомен домот Асном на улицата Скопска кај Панагирот и во близина на железничката станица. Граѓаните кои имаат отпад со поголема зафатнина можат да се јават телефонски во комуналното предпријатие Водовод и да побараат возило да дојде кај нив дома за да го земе и да го транспортира до градската депонија. Совесен граѓанин на Кочани доброволно си организирал акција за чистење на околината на рекреативниот центар Бавчалук. На свој трошок набавил и хигиенски средства и делови за уништениот тоалет во близина, па се надева дека постапката ќе ја следат и други граѓани.
Кога ќе затајат надлежните институции, на сцена стапуваат граѓаните, кои со својата иницијатива помагаат во уредувањето и одржувањето на јавните површини. Таков е случајот со рекреативниот центар Бавчалук, каде деновиве посетителите можеле да забележат грда слика поради исфрлените отпадоци, затнатиот тоалет и искрашената и украдена водоводна инсталација во него. Граѓанин на Кочани, кој сакаше да остане анонимен, решил доброволно да собере отпадот во околината и да го исчисти тоалетот. При тоа собрал неколку вреки со пластични шишиња, амбалажа, хартија и други отпадоци, што несовесните посетители ги расфрлале во околината. Со тоа, сликата е далеку подобра во однос на она како местото изгледало претходно. Вели дека не сака јавно да го открие својот идентитет, за да не се добие впечаток во јавноста, оти тоа го прави заради личен интерес. Едноставно, потребата во топлите летни денови да се престојува во природа, во чиста и пријатна околина каква што ја има потечението на Кочанска река, го испровоцирала само иницијативно да се впушти во расчистување на отпадоците. Исто така, иницијаторот на акцијата на собствен трошок набавил славина и вентили за оштетената водоводна инсталација во тоалетот, купил хигиенски средства и тоалет хартија, со што објектот повторно е вратен во функција. Дури и новопоставените реквизити за спортување биле затрупани со отпадоци, а домашните животни што некој решил да ги напасува овде, дополнително го украсуваат целиот простор. За акцијата за расчистување нашиот сограѓанин се решил отколку после неколку апели и барања до локалната самоуправа и до комуналното предпријатие Водовод да помогнат во расчистувањето, немало никаква реакција. Поради тоа се впуштил во благорадна мисија за средување на просторот, во очекување дека ќе добие поддршка и од други совесни граѓани кои ќе помогнат во одржувањето на околината и подобрувањето на хигиената на просторот. Годинава навремено им се исплатени субвенциите на пчеларите. Сепак за заработувачка не може да се зборува, бидејќи студената зима и сушниот летен период ги намалија приносите на мед за дури 80%. Пчеларите први ги добија субвенциите за презимено пчелно семејство. Претседателот на пчеларското здружение Матица од Кочани Драган Колев вели дека досега нема поплаќа од пчеларите за евентуален проблем околу исплатата на субвенциите и пчеларите се многу задоволни. Апелира до новата влада да продолжи со истата исплата. До сега проблеми не сме имали со субвенциите. И мислам дека новата влада, апелирам да продолжи со оваа политика на субвенциите, бидејќи се помалку луѓе се бават со земјоделие, па исто така и со пчеларство, а пчеларството, поготово како специфична култура, допринесува не само за пчеларите, него тоа допринесува за целата околина. Сите земјоделци наоколу околината имат бенефит од пчеларите, добиваат поголеми приноси во колку има пчелар во округот. За секаде на запад е пракса да се плаќа на пчеларите да донесат пчели на нивните имоти за да ги опршат овошките. Финансиската поддршка која што ја добиваат пчеларите за презимено пчелно семејство изнесува 600 динари по пчелно семејство. Инаку, за оваа година субвенциите се најдоброто нешто што го добија пчеларите. За мед годинава не може ниту да се зборува, затоа што годината е најлоша од кога работат пчеларите. Оваа година можам да кажам дека е најлоша од како јас пчелара. Значи катастрофална година. Прво имавме многу лоша зима со многу ниски температури, долга зима. Страда, па ја мислам дека во просек околу 50% од пчелите страдаа. Потоа дојде една сушна пролет, април беше многу сушен, еви сега сме сведоци на сушно лето, така да оваа година нашиот крај, источниот, мислам дека ретко кој ќе има да се пофали дека ќе има мед за продавање. Кој има залики од лани, од полани, ќе има нешто мед, овие од оваа година тешко. Според информациите на пчеларите, иста е состојбата и во Западна Македонија, па дури и полоша, додава Колев. Колев се надева дека непопуларната мерка покачување на цената нема да ја применат повеќето од пчеларите и медот пак ќе се продава по цена од 300 или 350 динари за килограм. Средното општинско училиште Љупчо Сантов го објави тендерот за избор на фирма што ќе го врши превозот на учениците во претстојната учебна година. За покривање на трошоците за оваа намена предвидено е да се потрошат околу 80.000 евра. Над 4 милиони и 800 илјади денари се предвидени да се потрошат за следната учебна година за превоз на учениците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов и од Основното училиште Свети Кирил и Методи. Деновиве Средношколскиот центар го објави огласот за јавна набавка, со која треба да се направи избор на фирма што ќе го врши бесплатниот превоз на учениците. Со распишаниот тендер треба да се обезбеди превоз на околу 370 ученици,
од кои близу 90 се од основното училиште и во најголем дел ќе користат бесплатен градски превоз, затоа што живеат на оддалеченост поголема од 2,5 км од училиштето. Другите се од населените места во општина Кочани, како и од соседните општини Зрновци, Чешиново, Блешево, Виница и Македонска Каменица. Исто така, во техничката спецификација е нагласено дека бројот на ученици за кои се организира бесплатниот превоз ќе ротира во 2 смени на секои 4 седмици. Носителот на набавката ќе биде задолжен да ги донесува во училиштето 5 минути пред почетокот на првиот час, а по завршувањето на наставата учениците да ги превезе до нивното место на живење. Превозот ќе се реализира на 14 различни линии, при што освен кај градскиот превоз над 2,5 км, најмногу ученици има на релациите од населените места во општините Зрновци и Чешиново, Блешево. Рокот за пријавување на заинтересираните превозници веќе тече, а последниот термин за поднесување пријава е до 21 август. Предметот на договорот е делив, што е дефинирано и во техничката спецификација, односно тоа значи дека еден понудувач може да даде понуда за еден, повеќе или за сите делови, односно повеќе понудувачи да ја извршуваат услугата за различни релации. Во Кочани беше одбележан Денот на Републиката 2 август. По тој повод беше положено цвеќе на споменикот на слободата, на споменикот на председателот на Крушевската република Никола Карев, како и на бистите на правоборците Љупчо Сантов и Раде Кратовче. Двата значајни датума од историјата на македонскиот народ, 114 години од Илинденското востание и 73 години од првото заседание на АСНО, во Кочани беа одбележани на пригоден начин од страна на Општинската боречка организација и Општината Кочани. Општинска делегација на чело со председателот на Советот на Општината Јордан Димитров, делегација на Сдруженијето на борците од нов на Кочани, предводена од председателот Блаже Димитров, Сдруженија на граѓани и политички партии, по повод празникот положија цвеќе на споменикот на слободата кај местноста Лукубија, како и на споменикот на Никола Карев, првиот претседател на Крушевската република, во паркот на револуцијата во Кочани. По повод празникот цвеќе беше положено и пред бистите на првоборците Љупчо Сантов и Раде Кратовче во градскиот парк. За значењето на двата Илиндена, председателот на боречката организација од Кочани Блаже Димитров истакна дека преку нив македонскиот народ јасно и недвосмислено ја истакнал својата желба да живее во слободна и независна држава, нагласувајќи дека Илинден секогаш треба да биде потсетник за нескршливата волја на македонскиот народ. По повод двојниот празник Илинден вчера се одржаа повеќе црковни народни собири кај Дамот во село Бели, во општина Зрновци, во Горни Бодлог и кај местноста Бочвенец во Осоговијата. Од петок источниот регион од државата влегува во портокалова фаза. Лекарите повторно излегоа со препораки за заштита од цревни заболувања и инфекции. Од денеска Македонија повторно под вршник. Деновиве по трети пат ова лето метеоалармот сигнализира портокалова фаза. Температурите го надминуваат 40 степен, а УВ индексот е многу висок, со вредност 9. Според прогнозираните температури, денеска источниот дел од државата е во жолта, а од утре, петок и во наредните 2 дена ќе бидеме во портокалова фаза. Во овие летни горештини најголемо внимание треба да се обрати на рехидратација на организмот, посочуваат лекарите. Температурите се високи, треба значи рехидратација на организмот, тука со потењето и со излагањето на високите температури се губат електролитите од организмот, кои што се калиум, магнезиум, магнезиумот прави грчеми. Значи, не случајно е речено дека од 11 до 5 часот не смее никој да оди директно на сонце. Имам приметено дека мајките, кога ќе дојдат од работа, во најголемото жешко ги пушта децата доле. Значи, чиста вода не може да се дава за тоа што го измива организмот уште повеќе. Значи, треба овоштие, зеленчук, ако не се користат препарати, кои што, например, ги надополнуваат електролитите. Потребно е да се внимава и на хигиената, додава доктор Срабиновска. Ледоматите, машините кои што се чуват мразот, коцките мраз, треба да се чистат, бидејќи во многу коцки мраз имаме најдено и Шерихија коли. Имаме многу најдено колиформни бактерии. Значи, сакам да кажам за широките народни маси, значи фекални бактерии.
Значи, како некој од тоалет да ги има донесено. Значи, треба да се чистат. Коцките мраз, кои што се создават, тие бактерии се замрзнат таму и после при растопувањето на коцките мраз настанува загадување на пијалокот и на се. Значи, миење на зеленчукот и на овошјето со протечна вода и може да се стават зеленчукот и овоштието во вода во која што е ставена една мал филџан од алкохолен оцет или 2 лажици 3 сода бикарбона и да отстојат 15 минути. Многу високи температури се очекува викендов, посебно во недела, кога максималната температура ќе се искачи над 42 степен. Следува информацијата од спортот. Екипата на Бање е победник на 45-тите Линденски спортски игри во Чешиново. Таа беше најдобра меѓу 12 екипи од Кочани, Чешиново, Облешево, Штип, Карбинци и Пробиштип. Со одигрувањето на финалниот надпревар во мал фудбал помеѓу екипите на Бање и Чифлик завршија годинешните 45-ти и Линденски спортски игри во општина Чешиново, Облешево, кои што секоја година се одржуваат во чест на националниот празник Илинден. По едномесечни надпревари и прикажани интересни фудбалски надпревари, екипата на Бање е годинешниот победник на 45-тите и Линденски спортски игри 2017, откако на пенали ја совладаа екипата на Чифлик со 3:1. Па и оваа година, како изминатите 45 години, турнирот заврши во многу добар ред. Освојувач на првото место е екипата на село Бање. Исто така на овие Линденски спортски игри 2017 имаше и други надпреварувања, односно се играше шах. Победник на турнирот во шах е екипата на село Чешиново. Се надевам дека и во идните години ќе настојуваме заедно со градоначалникот уште подобро и подобар ред да ги организираме Линденските спортски игри. Блашко Ѓорѓиев од Чифлик, Благојчо Анчов од Бање и Зафир Стоименов од Пробиштип добија благодарници за повеќе децениско учество на Линденските спортски игри, како и полициската станица Кучани и судискиот актив при општинскиот фудбалски сојуз Кочани за помош во одржување на игрите. Оливер Велковски од екипата на Бање го понесе епитетот најдобар играч на турнирот. Екипата на Чифлик го доби пехарот за освоено второ место и чек од 30.000 денари, а победничкиот пехар се најде во рацете на Владко Нанев, капитен на Бање, заедно со чек од 60.000 денари. Наградите и признанијата им ги врачија претседателот на организациониот одбор на Линденските спортски игри 2017 Јоже Евтимов и градоначалникот на општината Чешиново, Облешево Костадин Личков. На годинешните Линденски спортски игри, една од најмасовните спортски манифестации во регионот, учествуваат 12 екипи од Кучани, Чешиново, Облешево, Штип, Карбинци и Пробиштип. Ова беше се што ви подготвивме за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Довидување.